Божичната авантура на Рудолф и Донер. Во една од најстудените ноќи во годината, кога снеголките светкаа како ситни диаманти, во куќата на Дедо Мраз владееше голема возбуда. Божик беше на само неколку дена, па вилењаците пеја празнични песни и грицкаа ковачиња, додека Дедо Мраз со тефтерот во рака ги броеше подароците кои што требаше да се спакуваат. Токму тогаш од пред вратата се слушна звончето. Динг-донг, динг-донг. Тоа беше телеграма. Дедо Мраз ја отвори, ги крена вегите и длабоко воздигна. Ох, ова не е добро, прошепоти тој. Во телеграмата пишуваше дека возот со красните кутии за подароци излетал од чините и дека неговата пратка ќе доцни можеби неколку дена. А без тие кутии, подароците немаше да можат да бидат испорачани на време. Целиот свет чекаше. Толку многу деца, толку многу насмевки. Мораме да најдеме решение. Си даваше Дедо Мраз храброст самиот на себе. Седна во својата голема фотелја и размислуваше долго и одеднаш му блесна идеја. Ако возот не може да дојде до нив, тие ќе одат до возот. Но возот беше далеку, многу далеку, дури зад 8 снежни планини, а времето беше лошо и студено. Ке ги испратам сите ирваси, освен Рудолф, се реши Дедо Мраз, оставајќи го црвеноносиот ирвас во случај да му притреба за неговото патување. 8 ирваси, 8 кочии, доволно за да ги донесат сите кутии, си помисли Дедо Мраз. И така, по кратка подготовка, восхитено пред него застанаа Дашер, Дансер, Прансер, Виксен, Комет, Купит, Донер и Блицен. Сите со своите единечни волшебни кочии, украсени со светки и звездички, подготвени да полетаат во ноќта. Летајте брзо, но умно и запомнете, секоја кутија ќе содржи нечија радост и желба, им рече Дедо Мраз. Ирвасите ги кренаа главите гордо и се силен одраз тргна и се кренаа на небото, оставајќи зад себе сјајна трага во 8 линии. По долго летање тие стигнаа до возот. Ги најдоа кутиите заедно со екипажот на возот и лјадници шарени блескави пакувања беа сместени во 5 вагони на возот. По долга макотрпна работа ги наполнија 8 кучи до врв. Но за жал, многу кутии останаа во вагоните. Ке мораме да се враќаме уште еднаш, рече Дансер и заедно со другите ирваси појдоа на пат кон Лапонија. Кога стасаа, му објаснија на Дедо Мраз уште колку кутии им останале и дека ќе мора да се оди уште еднаш. Дедо Мраз ги погали по главите и им рече: Добра работа, храбри мои. Вие одморете, а јас ќе го пратам Рудолф по остатокот. Но Рудолф нема да може сам, си помисли Дедо Мраз. А и не е безбедно сам да се оди на толкав пат. Кој сака да му прави друштво на Рудолф? Праша Дедо Мраз, на што Донер веднаш се пријави за уште едно патување. Овој пат на мисијата тргнаа Рудолф и Донер, кој веќе го знаеше патот. Попат летаа безбедно и брзо и за кратко ги поминаа сите 8 планини и пристигнаа кај остатокот од пратката. Откако сите украсни кутии беа качени во кучиите, тргнаа на пат. Но никој не знаеше дека времето ќе се смени. Како што летаа назад, времето на небото почна да се менува полека, но сигурно. Тоа беше снежна бура која постануваше се полоша. На патот назад кон Лапонија, снего започна да паѓа толку густо што небото се изгуби. Ветерот правеше виори, а кочиите се треса и се занесуваа на сите страни остудениот налет на ветриштата. Не гледам ништо, извика Донер. Да одиме долу на земја да најдеме засолниште, му одговори Рудолф. Чино светеше појако од било кога,
но дури ни светлото на Рудолф не можеше да го пробие густиот снег. Ги спуштија кучиите и почнаа полека да се движат низ дебелиот снег. По половина час одење покрај планината наидоа на една пештера. Пештерата беше убаво за сониште во моментите на бура какво што владееше надвор. Се прибраа внатре мокри и премрзнати. Внатре беше тивко, премногу тивко. На студениот пот имаше траги од шепи, крупни, длабоки, пресни. Мирисаше на волци. Рудолф љубопитно прошета низ пештерата и виде дека на неколку места има легла на волци, а имаше и расфрлано остатоци од храна. Ние сме во волчиот дувло, рече Рудолф. Волците беа заминати, но на ваква бура прашање на време беше кога ќе се вратат и колку се далеку од својот дом. Мораме да го блокираме влезот, рече Донер решително. За само минутка ги поместија двете кучии пред отворот на пештерата, создавајќи импровизирана блокада. Се договорија Донер да остане покрај кучиите, а Рудолф да прошета низ пештерата, да проба да пронајде друг излез во случај на неволја со волците. По кратко одење во темнината се појави мал зрак светлина. Крајот на пештерата беше со отвор, но отворот беше висок, но тесен. Ирвасите можеа да се поровнат, но за низ него да поминат кучиите со товарот беше претесно. Рудолф се врати и му објасни на Донер дека доколку дојдат во неволја, тој ќе ги навлече волците на себе, а Донер да ги оддалечи кучиите што подалеку и што повисоко. За кратко бурата почна да стивнува. Ирвасите беа спремни за пат, но низ дебелиот снег почнаа да се слуша крцкање на шепи. Доаѓаа волците. Мирисот на ирваси веднаш ги привлече, па ја обиколија пештерата, чишто влез беше блокиран од кочиите. Волците беа умни и знаеа дека има и друг влез, па половината се упатија кон задниот дел на пештерата, а останатата половина останаа пред блокираниот влез. Рудолф се стрча и со магична брзина се најде пред влезот од задната страна. Почна да трча по снегот, а волците почнаа да го бркаат. Рудолф вртеше круг со кој се упати кон предната страна, за да ги поведе во баканица сите волци и да го ослободи влезот на пештерата за Донер да ги однесе кочиите што подалеку. Волците го бркаа упорно и го затвараа полето на движење на Рудолф, кој за кратко се појави на предната страна од пештерата и ги навлече сите волци на себе. Трчаше надолу низ снегот, а волците упорно го следеа, мислејќи дека кога тогаш ќе се измори и ќе го фатат, не знаејќи дека тој е волшебен ирвас и може кога сака да им летне на небото и да им избега. Во меѓувреме влезот на пештерата беше слободен, а Донер кочија по кочија ги оддалечи кочиите на највисокиот врв. Кога Рудолф виде дека Донер и кочиите се безбедни, скокна и се вивна во небото, го смени правецот и одлета кон врвот каде што Донер го имаше ставено кочиите, додека волците останаа во неверување. Рудолф пристигна кај Донер и на брзина ги впрегнаа кочиите и појдоа на пат кон дома. Летајќи на небото, наеднаш Донер кивна. Од кивавицата се створи лавина, која полека почна да носи се пред себе, се тркалаше снегот и се што беше во близина беше во опасност. Волците, гледајќи кон лавината, сватија дека и тие се во опасност и сите трчајќи се вратија во пештерата. За неколку часа ирвасите пристигнаа во дворецот на Дедо Мраз, ги истоварија кутиите и откако сите подароци беа спакувани, се собраа на забава со колачиња и млеко и прославија за успешната мисија.